Најголемата брзина ми била 100 на сат. Па многу ми беше интересно, зашто не знам, нешто многу сакам брзо да возам. Со велосипедизам се занимавам веќе 6 години. Се надпреварувам во роудбајк, маунтенбајк и циклокрос категорија. Понекогаш се соочувам со предрасуди за тоа дека женското не треба да тренира кикбокс и дека треба да биде женствено, но тоа не ми е пречка. Моето име е Георги Георгиев, имам 20 години и јас сум еден од тренерите на првиот и најдобар македонски бейсбол тим Скопје Стагерс. Јас сум Теодора Димовска, имам 21 година и моментално сум член на женскиот фудбалски клуб Тиверија Струмица и исто така сум член на женската фудбалска репрезентација на Македонија. Јас сум Мија Блажевска Еминова, тренирам пливање, со овој спорт се занимавам од 4 годишна возраст. Јас сум Арија, имам 21 година. Јас сум спортист. Јас сум Марија Савеска, имам 19 години. Завршив средно училиште во Браќа Милодиновци во Драчево и сум лечител од церебрална парализа. Јас сум Цеца Николова, по професија сум новинарка и сум претседател на Сдруженијето за млади без родители, ФРИУ и библиотека. Младите би им препорачала слободното време да го искористат за некој спорт, дури и тоа да не е професионално, може секој да тренира рекреативно. Пораката до младите би била да не се плашат и да немаат стереотипи спрема бейсбол. Мојата порака до младите, особено до оние што спортуваат моментално, е никогаш да не се откажуваат, да се борат за да успеат во она што го сакаат, бидејќи спортот не познава граници. Тите деца што највише тој спорт што највише го сакаат, треба да тренираат во него и да се бават со него. И возрастните треба да ги поддржуваат младите во спортот. Мојата порака е да се биде упорен секогаш во тоа што сакаме, доколку имаме зацртана некоја цел, да направиме се што е во наша можност да се оствари. Мојата порака до младите е никогаш да не се откажуваат од своите амбиции во спортот и да продолжат да работат на случајот. Порачуваме љубов и среќа, да танцуваат, да спортуваат и да бидат успешни. Мојата порака е до младите е прифатете не, огледајте се на нас, бидејќи ние покрај бариерите што ни ги налага и самата состојба, но и покрај бариерите што ни ги налага и општеството, односно оние архитектонски бариери што ни ги создава општеството, ние сепак успеваме да си ги ствариме нашите стоишта. Мојата порака до младите без родители е да знаат дека не се сами, дека сега постои организација која што со сите сили ќе им помогне да застанат на свој место.